Владината наредба очигледно не беше доволна. Една година откако се донесе заклучокот на влада со кој се задолжија сите институции кои имаат долг кон НСМ да го платат, и тоа во рок од 3 месеци, од тогаш до сега електрани од вкупно 16 милиони евра побарување успеале во сопствената каса да вратат само 5 милиони евра. Од компанијата за Телма велат дека со некои должници успеале да склучат и договори парите да ги враќаат на рати. Сепак и покрај ваквите обиди да си ги приберат средствата, и натаму министерство, универзитети, општини, агенции, јавно-комунални предпријатија, болници му должат милиони на ЕСМ за испорачаната струја и топлинска енергија. Меѓу најголемите должници се јавува и клинички Мајка Тереза. Клинички за време на енергетската криза се доведе и во опасност да им биде исклучена и струјата. Ваквите ненаплатени побарувања го продлабочуваат минусот на државните електрани, а се потешко ги враќаат и своите долгови. Па така, заклучно со првиот квартал оваа година, ЕСМ има доспеани неплатени обврски од над 55 милиони евра. Со ваквите бројки, најголемиот производител на струја во земјава често е во друштво на најголемите должници, но и на оние со загуби. Во минатото ЕСМ беше едно од омилените места за работа, но веќе подолго време се соочува со потешкотии во работењето и се прави обид да се подобри финансиската состојба. Се променија повеќе раководства, но проблемите во компанијата не се надминаа.